вечен чувар да бидам. Може би ќе сакам да возам автобус или учител да бидам. Можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам. А знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам. А знам само едно. Почитувани патници, благодарим што одбравте на леката со Димче Митев Енмарец. Денеска со нашиот Боин 737 појатуваме на аеродромот во Велес и одиме на пат по Колосево. Првдете ги вашите патници. Капетан Михаил Браковски со својата посета се сакуваат пријатен и мирен ден. Уживајте во лето со Димче Митев Енмарец. Така, другарчиња. Не поздрави нашата стюардеса Мила, ли посака пријатен лет и пријатно патување. Ние одлучивме да патуваме малку со авионот. Каде ќе патуваме, другарчиња? Каде во Италија? Така, другарчиња, ќе летаме со авионот кај нашата другарка Теодора. Ама да видиме дали авионот сам лета или некој не го управува, ту да видиме тука. Еве тука гледам двајца пилоти. Ајде пилотот Михаил да ни каже што работи пилотот во авионот. Пилотот го управува авионот и се грижи за цело авионот. Толку многу се грижи за се што се случува. Браво, Михаил, па ти еден ден може би и пилот ќе бидеш. Кике, а со кого постојано треба пилотот да биде во контакт, да знае каде да лета, што да... Со контролната служба. А каде се наоѓа таа контролна служба? Во кулак до аеродромот. Така, до аеродромот. А да ни каже, Лана, како може да се стане пилот? Еве, јас не знам, ако сакам да станам пилот, како може да се стане пилот? Некој за да стане пилот треба да заврши специјално училиште за пилоти, да управува со симулатор е авион кој што не лета, само што вежба на него и треба да полага за лиценца. Леле, колку многу требало, дечиња! Ама знаете ли зашто толку треба да се учи? Бидејќи видите што има тука, леле, колку копчиња. Што е ова, Петарче, мене не ми е јасно. Покажува авионот колку е брзината, колку се движи голе, дали ќе врати и дожд, дали е топло, дали ќе дува ветер, колку е бензинот. Леле, колку многу. Затоа ли се сите овие копчиња? И ова како се викаше? Како се викаше оваа табла? Командна табла. И од тука пилотите командуваат со цел авион. Сандре, како се облечени пилоти? Пилотот птици го носат. Така, браво, Сандре. Освен цивилни пилоти, другарчиња има и воени пилоти. Како ти, Јанче, се облечени воените пилоти? Комбинизон темно-зелена боја. И што има многу на тој комбинизон? Многу џепи. Па ти знаеш, тато е воен пилот, така? Да, па тато е вистински пилот.
Ете така биле облечени другарчиња пилотите. Ама освен пилоти, во авионите има и стюардеси, така? Как, што работи Стефи стюардесата, кажи ми? Треба да знае много странски јазици. Зошто и се толку странски јазици на стюардесата? Оти се од различно место. А да ми кажете сега вие мене, да ми кажете, ај Михелчето да ми каже, дали од секогаш сте летало со вакви убави, модерни авиони? Не. Со што Ниле најпрво се летало? Со балон се летало. Росице, ај кажи ни со што друго се летало? Најпрво луѓето летале со балон, со цепелин, со едлица, со хеликоптер и со авион. Така, леле колку знаеш ти за сите авиони. Луѓето другарчиња од секогаш се чуделе како птиците така знаат да летаат, а ние луѓето не знаеме да летаме. Па мислеле и го направиле првиот авион. Кој го направил првиот авион, Мартинче, кажи ми? Браќата Рајт го направиле првиот авион. Тој истли ваков бил теонче авион, како овие модерни, бе? Теонче ист ваков бил? Истли бил, другарчиња? Не бил ваков. А да ми каже Марија, кој бил првиот пилот? Првиот пилот се вика Блери. Блерио, тој бил од некоја друга земја, не бил од нашата татковина, другарчиња. И, значи, научивме ние дека имало многу различни летала пред да има вакви модерни авиони. Така? Да. Кажи ми, Дарија, сега ти мене, по што се разликуваат авионите и хеликоптерите? Коптерите се разликуваат од имаат ротор, а авионите немаат ротор и имаат крила. Хеликоптерите имаат ли крила? Немаат. Тие имале еден ротор и горе тој се врти и така си полетуваат. Вие знаете, ние си кажувавме дека има многу различни авиони. Кои видови авиони, Хелена, ги знаеш ти? Патнички, товарни и воени авиони. Така, патнички, товарни и воени авиони. А кои видови на авиони, патнички, Томи, ти ги знаеш? За кои видови на авиони научи? Airbus, Concorde, Namjet, Concorde. Многу си научил ти. А знаете ли, другарчиња, ај Матеја да ми каже, кој авион најбрзо лета? Најбрзо лета авионот Конкорд. Тој на шо личеше напред, другарчиња? На птица личеше и вака имаше едно? Клунче, така е, другарчиња. А да ми каже Јована, кој авион, Јована, собира најмногу патници, вака како ние што сме многу патници? Авионот што собира најмногу патници се вика Airbus. Така се вика Airbus. Ние си зборуваме за авиони, за хеликоптери, ама не ми кажавте како се викаше местото од каде што полетуваат и слетуваат авионите. Кажи, Константин. Местото каде што слетуваат и полетуваат се вика аеродром. Аеродром, другарчиња. Тоа место се вика аеродром и таму имало многу авиони. Ајде сега да ми каже Димитрија, колку аеродроми има во нашата татковина? Македонија има 2 аеродрома. 2 аеродроми. Ау, па многу имало. Каде се тие, Марија, аеродроми? Во Скопје и во Охрид.
Тој во Скопје, дечиња, се викал исто како едно наше другарче. Кажи, Матеј, како се вика аеродромот во Скопје? Аеродромот во Скопје се викал Александар Велики. Ау, се викал Александар Велики. Браво! Сега не знам, јас кога патуваме се мислам дали да патуваме со хеликоптер, дали со авион. Ама сакам да ги видам горе облаците. Кој лета, Михаела, повисоко? Хеликоптерот или авионот? Авионот летал, другарчиња, повисоко од хеликоптерот. Многу работи научив, другарчиња, денес јас од вас. Ама не научив, не разбрав како треба да биде облечена стюардесата. Ај, Кристинче, кажи. Во униформа обавезно носи на главата капче и на главата има крилче жолти. И жолти крилца. Што значеа тие крилца, другарчиња? Дека е пилот. Дека е пилот, така, другарчиња. Ама јас уште не ми кажавте вие, ми кажавте дека има и воени авиони и цивилни авиони. А зашто ни служат воените авиони? Кој ќе ми каже? Ајде, Стефанче, ти кажи ми. За одбрана на нашата татковина. Браво, Стефанче, за одбрана на нашата татковина. И што друго се прави, Петар, со воените авиони? Се води? Така, се води војна. Ама тоа тамо некаде далеко. Леле, колку беше интересно нашево патување, другарчиња. Убаво ли ви е? Да! Па многу е убаво патувањето со авион. Сега уште малку, другарчиња, ние ќе пристигнеме во Италија кај нашата другарка Теодора. Ајде, врзете ги повторно појасите, бидејќи кога слетуваме, може да се случи. Да, може да се случи некој да падне и да бидеме сигурни, си ги врзавте сигурносните појаси. Така, еве, драги другарчиња, пристигнавме во Италија, убаво патувавме, многу работи си научивме, пристигнавме среќни, живи, здрави. Се гледаме на некое следно патување. Другарчиња, ние си патувавме сега со авион во нашата занимална ни представуваше авион. А сакате ли да одиме на вистински аеродром и вистински авиони да видиме? Сакате? Па бидејќи бевте многу умни, ние заедно ќе отидеме во Скопје на аеродромот. Како се викаше? Довидување, другарчиња, се гледаме на аеродромот во Скопје. Добар ден, добро утро, мили дечиња, како сте?
Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Ајде, повелете во Центарот за обука на пилоти. Ајде, другарчиња, дојдовме во Повелете. Центарот за обука за пилоти. Може би некој од вас ќе биде вистински пилот кога ќе порасне, така ли е? Да! Ајде, другарчиња. Еве, сега се наоѓаме во една од нашите простории, каде што кандидатите кои ни доаѓаат за да бидат пилоти, ние мора да ги провериме дали знаат доволно за да бидат пилоти. И тука ги седнуваме на секој од овие компјутери и им правиме одредени тестирања. Значи прават одредени тестови на компјутерите, гледате дека имаме и тука еден џојстик, значи ова ви е познато, нели? Играте ли игрички вака со џојстик? Да. Ете така, значи они ќе го земат и на компјутерот гледаат и малце летаат да видиме дали знаат. И после тие тестирања ги проверуваме и други работи да бидат здрави, така? Секој пилот треба да биде здрав. И после тоа почнуваме со летањето. Ете, ја видовме оваа голема просторија каде што ги проверуваме. Сега одиме и понатаму, така? Одлично. Значи, рековме тука дека имаме авион сега, така? И рековме дека на почеток кај нас пилотите летаат првен на авион, а после на хеликоптер, така е. Дали знаеме што е ова на авионот овака? Крила! Така е. А дали знаеме ова што ни е? Перки, пропелер, елиса, може било како да кажеме. И што уште има авионот? Мора да има мотор внатре што ќе го движи авионот, така? Да! Така. И доле има ли нешто? Тука имам тркала, па мора да се залета за да може да полета и после да слета, така? Да. А внатре што имаме за да може авионот да лета? Командна табла со команди за летање, така? Како што имаме волан на колата, така имаме и команди на авионот, така? Ајде сега, кажете ми, дали сакате да дзирнеме и внатре во командите и во командната табла да видите? Да! Ајде, одлично. Може од оваа страна сега полека. Кај дојдовме сега? Така е. Значи, како што може да видиме, тука ни стојат хеликоптерите, за да не ни ги врне, да не ни ги дува ветерот. И тука, еве ги, тука чичковциве ги гледаме како работат и ни ги подготвуваат хеликоптерите за утрешното летање. Значи, секогаш кога ние ќе слетаме пилотите, имаме наши колеги тука кои се грижат за исправноста на хеликоптерите. Сега моментално тие работат и ни ги подготвуваат за летањето утре. Ете така, сега ќе се договориме и ќе видиме како изгледа еден хеликоптер од внатре, нели исто како и на авионот, внатре имаме табла командна и исто имаме команди за летање, така?
гледаме дека на хеликоптерот овие перки кои ги кажавте на авионот се доста поголеми, така? Роторот, браво, браво, браво. И позади можеме да видиме дека има уште еден ротор, гледаме? Тоа е опашен ротор на опашката на хеликоптерот. И овој хеликоптер на авионот имаше тркала, а овој што има доле? Нема тркала, така? Има ски, ние така ги викаме, ски. Можеме да се санкаме со него. Добро. Ајде сега вака ќе се договориме. Нема да допираме ништо, ќе се поделиме од двете страни, значи едната страна од таму и од оваа страна да видиме како изгледа внатре хеликоптерот и на крај пак ќе се сликаме, важи? Ајде. Значи тука имаме една соба контролна или просторија од каде што можеме да видиме како се одвива летањето. Гледате ли на големиот монитор таму? Ете внатре има некој сега и лета и можеме да видиме каде лета. Значи симулаторот за што ни служи, дали знаеме? Знаете ли зашо служи симулатор? Така е, па вие се сте знаеле, браво. Значи тука се извежбуваат работите за да можеме кога ќе летаме со вистинскиот хеликоптер или авион да знаеме како да постапиме, така? Да. Одлично. Гледате надвор како имаме една купола голема? Да. Внатре седат пилотите и управуваат. Еден ден кога ќе пореснам, јас би сакал да бидам во градина, бестрашен чувар да бидам. Може би ќе сакам да возам автобус или учител да бидам.